Жана Николовска изработува најразлични ракотворби кои што го сочинуваат плетењето, односно по пат на плетењето изработува уникатни модни парчиња и производи кои што во рамките на интернационалната модна сцена од страна на модните дизајнери се препознаени како уникатни авторски парчиња. Вели дека се почнало од нејзиното детство, кога нејзината баба ја научила на најдобрите вештини кои што денеска ги познава во плетењето, но понатаму само иницијативно и благодарение на сопствената волја и упорност развила и нови техники и вештини кои што ги применува на плетењето, па така денеска изработува најразлични делови од гардеробата, односно модни парчиња кои што навистина имаат уникатен потпис. Тие се потпишани со нејзиниот авторски потпис, меѓутоа и тоа како се прилагодени на вкусовите и потребите на самата побарувачка, односно на клиентот кој што е заинтересиран за таков вид на ракотворби. Доколку се примени македонското традиционално потекло на овие парчиња, односно техники на изработување на гардероба, плетењето, тогаш навистина Македонија врз база на сопствената традиција би можела да изгради уникатен моден печат на светската модна сцена. Тоа е заклучокот кој што го дава Жана Николовска, а за се друго што зборувавме во однос на модата, во однос на авторскиот приказ преку плетењето, ќе можете да дознаете доколку ја проследите емисијата Мој збор во продолжение. Жана, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Денеска ќе говориме на една многу интересна, многу убава тема. Тоа е показател како човечкиот ум може преку својата креативност и порив да создава нешто ново, доаѓа до идеја некои стари облеки или материјал кој што веќе постоечки или со набавка на нови материјали, ти дизајнираш комплетно нова облека и произведуваш практично нови парчиња на облека и сето тоа го работиш рачно. Кажи ни како почна целата идеја и како почна приказната со рачната изработка на облеката? Еве вака, јас како мала сум била многу темпераментна и имам среќа, по мајка сум србинка и имам многу снај србинки и роднини, не ги подценувам македонките. Исто имам братучетки многу, како малечка многу темпераментна и за да ме смират мојот карактер, клопчето и иглата во рака и ќути таму. И тоа ќути таму, ствари кај мене, они го препознале талентот. И јас го негував тој талент многу време, но нема време за сето тоа да го изработувам. И за жал и за моја среќа, короната кога настапи, беше ситуација нели да седиме дома. И јас моето слободно време решив да го претворам во мои креации, да стварам нешто кое мене ми ја радува душата пред се, нели? Многу ќе речат, нели, тоа смирува или е еден лек, но не е точно тоа. Уствари, не е лек плетењето, плетењето е стварање. Плетењето е радост на душата и плетењето е уствари личен одраз на нештото што го работиш. Има многу мои колешки, пријателки кои исто изработуваат и преку изработувањето ќе го видиш нивниот став или поглед кон животот. Јас присуствувам на многу работилници благодарение на нашата директорка на Занаечиската комора, која се залага за сите овие занаети да бидат на еден повисок рейтинг и повисоко ниво на да се сочува традицијата. Ние сме едно прекрасно поднебје, Балканот, на рачни изработки. Кога јас гледам мојата колешка или пријателка со која нели соработувам со плетењево, кога гледам какви креации прават, јас навистина многу се радувам. Затоа што тоа е едно и единствено, не е машински, не е шема, не е нели секое парче уникатно. Јас морам да го напоменам тој еден проект што го имаше за Занаечиската комора. Присуствував, тоа е за жени предприемачи. Јас присуствував, нели, ако мојата основна определба е фризер и стилист и некој кој изработува фризури 40 години.
Упоредо го работам и го стварам и плетењето. Значи, јас имам многу своји креации. Присуствував на еден проект каде што гостинка беше една прекрасна уметница од Германија. Додека кај нас тоа се смета како за едно примитивно изразување на нешто, на Западот и воопшто во другите земји, плетењето го сметаат за една врвна уметност или талент. Значи, луѓето кои знаат да плетат се на едно ниво како скулптор, например. Така го они. Сега присуствував на таа работилница каде што они ни го открија уствари од стилот на изразувањето. На секој од нас ни дадоа по една овоштие, и нели секој избира и те тера. Прво овошјето како го гледаш, па го сечеш, па на четвртинки. Значи, тој проект кај мене ја разбуди уствари целата онаја дилема која јас добро сега, зошто например сето тоа само така го правам или например еве сакам да пробам нешто друго, но пак се навраќам на тоа што го правам, нели, веселоста во изработките. Вие спомнавте дека самата рачна изработка на, можам да кажам, веќе модни парчиња представува една вистинска уметничка експресија и тука може многу да се согледа и за карактерот, и за личноста и практично вие оставате авторски печат на тоа што го изработувате. Од друга страна, со однос на тоа дека живееме во едно капиталистичко општество и занаетите на вистина исчезнуваат и тоа е тажно секојдневие кој што го гледаме за занаетчиски работилници кои што секојдневно се затвораат затоа што нема интереси, самата јавност и самите потрошувачи не го препознаваат квалитетот на самите изработки, на самите занаетчиски производи кои што излегуваат од такви работилници. Меѓутоа, кога работите со клиенти, дали постои интерес поголем од страна на потрошувачите, од страна на клиенти, дали работите со клиенти и дали, например, преку нарачки изработувате некои прилагодени верзии на вашите модни парчиња токму за по вкусот на потрошувачите? Токму така. Преку разговор, нормално, преку комуникација, има доста интерес. Во поново време, нормално, тука има улога и социјалните медиуми, Инстаграмот, Фејсбукот, каде што помладата популација ги согледуваат, да речеме, идеи, парчиња, ќе согледа парчиње и ќе рече, леле, колку сакам ваква капа, или леле, колку сакам ваков фустан, ама не знам кој го изработува. И јас, например, тука кажувам, еве познавам кој исто друг може тоа да ви го направи. Треба да се малку повеќе, еве, благодарение на вас, малце повеќе да се разбуди свеста дека тоа се изработува кај нас, дека не само да се оди да се купи, има и во бутиците, нели, овие увозниците, познатите има, меѓутоа го гледаш дека тоа нема душа, дека тоа е само направено и нема цена, додека тоа што го изработува еден човек, да речам, една жена или маж, има и многу мажи што плетат, што тоа воопшто не е срамота. Кај нас беше срамота тоа, например, кој ќе рече, леле, тоа, знаеш, малце така. Не е точно тоа. Кога ќе кажеме дека може, јас, например, изработив капи по нарачка на една наша глумица, побара капа, јас ја изработив, значи ја видена слика, може тоа да се направи, доколку има интерес, нели, и од помладата популација и по старата, не е битно. Сега јас, например, скоро сплетов кебенце за бебенце. Тоа беше нешто, јас самата кога го плетев, ме влечеа и бојата, и вуницата. Допирот со конецот, со вуницата е уствари со еден вид на душа. Како да ви објаснам? Значи, нешто го ствараш и тоа е само тоа. Тоа е само за тоа дете, тоа е само за, нели, ќе остане во наследство, затоа што е прекрасно. Затоа што, зборувам за себе, а верувам дека и сите мои колешки што го работат парчето, го работат пред се за тој некој, а после се гледа цената, затоа што тоа е безценето. Кај нас не е ценето, треба да биде малку повисока, ама оној што знае да цени, не прашува за цена. Оној што знае да го препознае, да речеме, парчето, јас не можам да го заборавам сјајот во очите на бабата што го нарача тоа кебенце, леле колку убаво, како да го милуваше своето внуче. Така да,
Верувајте ми, јас исто за себе имам направено фустани. Прв пат кога го облеков, отидов на козметичар, нормално, морам да се негувам со годините. Отидов кај една русинка, ги почитувам многу, затоа што се многу вредни пред се и они знаат да препознаат. Господјата 5 минути не можеше да се како вие го изработивте ова, колку е совршено, колку е, значи токму во тоа е поентата на рачната изработка. Так. Дека е за некого специјално направено, дека не е шема, дека не е машина, не знам, не ги поценувам машините, меѓутоа рачната изработка на вистина е едно богатство. Така, јас би сакала малку акцент повеќе да ставим и на тоа дека многу често при изработка на вашите модни креации, можам слободно да кажам, затоа што станува збор нели за моден приказ и за една уметничка перспектива која што ја има и самото изработено парче, пред се заради тоа што станува збор за авторски пристап кој што го имате во изработувањето и самата тоа нели го и препознавате и го нагласувате. Меѓутоа од друга страна на светско ниво многу често екологистите велат дека трошиме материјали, дека облека постојано купуваме и ја фрламе, дека тие материјали некаде завршуваат во отпад и дека многу произведуваме отпад со тоа што постојано купуваме. Она со што вие се занимавате, а тоа е користење на ист материјал, можете да го користите неколку пати преку самите поправки и доколку например ќе сплетете нешто со истиот тој материјал, потоа може и да се расплете па да се сплете некое ново парче, значи го пренаменувате истиот материјал, можете и до неколку пати и со тоа се прави една потикнување на свеста и кај луѓето дека еден ист материјал може да се користи во различни варијанти само доколку сте доволно креативен тоа да го направите. Раскажете ми малце повеќе за тоа. Порано немаше, тука само Тетекс беше, нели, фабрика и нешто мислам у Велес дека имаше и многу наши баби, тетки и мајки користеле таква вуница која е прекрасна и е многу квалитетна. Јас се соочувам со тоа. Ми носат клиентки што веќе имаат джемпери што им се растегнале или не знам што. Јас тоа го поправам, значи ќе додадам нешто, ете тука е мојата креација, ќе сплетам нешто плюс, например ако има некој искинато или некој джеп се разликува, јас ќе сплетам нешто ново од различен конец, не се фрла тоа, останува, но доколку треба да го расплетам и ако веќе гледам дека таму може да се направи нешто, се плетат и преубави черги, патосници. Значи се составуваат неколку вуници, па се плете. Сето тоа се употребува повторно и добива еден прекрасен, еве сега скоро на син ми направив, на мојот син му сплетов прекрасен прекривач за на кревет. Токму од расплетувани джемпери, од вуници, што останале од моите баби. Јас, например, пака имам клиентки што веќе не плетат, знаат дека плетам, ќе ми донесат. Јас имам дома работилница, имам како продавница за вуници сум. А секое парче ми е посебно драго и не го давам, никому не го поклонам, не го гледам да го створам. Имаме среќа сега тука кај нас се отвори во мислам дека така се викаше, Олимписки мини трговскиот центар, се отвори продавница за вуници и јас сум пресреќна, затоа што таму кога и да отидам има се што сакам. Ако нема, ќе добиеме жената, собственичката на таа, исто плете. Таму се сретнуваме. Јас сум пријатно изненадена колку млади луѓе доаѓаат и она ми кажува, има парчиња, исто што баба некоја сплела, па донела како мустра, па таа мустра ќе ја видиме. Сепак почнува да заживува плетењето и креацијата сепак се враќа на едно многу поубаво ниво за кое јас многу сум среќна. Сметате ли дека токму тоа што на младите, на оваа генерација, млади луѓе сега има тоа непознаница, например, плетените работи, ние сме пораснале, мојата генерација е порасната со баби кои што плетат, изработуваат преку плетењето разни парчиња облека кои што сме ги носеле, меѓутоа мислам дека во поновата генерација некако таа традиција се искорени и сега младите не се баш толку упатени во самата рачна
изработка и ова има новина, можеби тие се да речам најдобрите, најперспективните идни клиенти кои што би можеле да ја препознаат цената и вредноста на овие материјали, на овие изработки. Токму така. Например, можеби малку тука има и транзицијата на живеењето, нели? Ај тоа остај таму, знаеш. Има прекрасни џемпери, фустани, елеци кои младата популација ги наследува. Например, бабата го сплела за керката, па сега го наследува внуката. И например, внуката пак тие медиумите, нели, која ќе го види, леле колку е убав, ќе го облече. Ама се чувствува тој еден мал сегмент на нешто минато и сакаат да го освежат. Јас тоа го правам. Они ќе го донесат, јас ќе го освежам, добива џемперот или блузата или фустанот, добива еден нов лик со старото, со бабата, нормално си ја има бабата, ја носи, меѓутоа и нешто модерно добива. Значи добива едно мини, можеби мало коцкиче, она грени сега е најмодерно, во посвежи бои или во бои кои не зи одговарат и веќе има друг момент. Самиот тој фустан, џемпер, елек, што и да е, има интерес кај младите, сакаат да носат, што мене лично многу ме радува, ама има и што сакаат да плетат. Тоа уште повеќе ме радува. Што сакаат. Дали сметате дека самото плетење и самите парчиња облека кои што се изработени со помош, односно преку самото плетење, треба да станат домицил на модна култура во Македонија? Точно така. Вие споменавте дека во странство сте имале пример каде што се доживеело модното парче како авангарда и претпоставам дека за нив тоа е новина и го третираат како нешто што е безценето. Меѓутоа тоа потекнува од овие подрачја. Сметате ли дека негувањето повеќе на таа традиција може да не истакне на некој начин во модната колективна припадност и свест во европски или во светски рамки? Точно така. Ние како македонците, пак на таа работилница кај што присуствував, имавме еден професор, не можам да се сетам, на некој од нашиве имаше носија. Јас таму дознав како македонките со тие везови на фустаните се венчавале во ние, не можам да се сетам сега како им беше името. Точно ние имаме многу убави или како да кажем уметнички везови пред се. Плетењето треба да биде на повисоко ниво затоа што тоа ние го носиме во нашиот ген, тоа не се учи. Тоа едноставно го наследуваш, само треба да го развиеш. И точно, вие како медиуми треба малку повеќе, нели, нормално, во овие времиња да не ни интересира други работи. Еве, јас имам социјални мрежи, меѓутоа, социјалната мрежа ја користам, ќе си пуштам некоја аудио книга и си плетам. Јас телевизор немам, затоа што мене стварањето на креацијата ми е единствениот и основен, како да кажам, добро потрошено време. Так, значи плетењето може да се користи како еден вид на терапија, затоа што многу е актуелно сега во психологијата и во психоанализата изработка на арт терапии, значи изработка на цртежи или да речеме некои парчиња кои што имаат уметничка вредност. Како тоа за вас како терапија делува? Во смисла дека ве смирува, имате чувство на корисно време и ја користите сигурно и како техника за терапија. И дали ја препорачувате и како таква на можеби да се внесе и како метод во стручните работилници на психолозите? Точно така. Јас имав една пријателка која исто го негуваше. Значи ние сите се бараме тие што плетеме, поготово повозрасните кои ќе видат дека некој помлад плете, леле радосни се, затоа што на тој начин живеат. Токму така. Се смета дека на запад, јас тоа не знам, се смета дека плетењето го даваат во овие болниците за умоболни, нели? Им даваат плетива за да плетат или во старачките домови. Мислам дека тоа би го ставила малце на второто ниво, дека е како терапија. Ја повеќе би го ставила како еден вид на потреба за стварање. Не како терапија за лечење. И во тоа има, нели? Има позитивни импликации. Например, точно, во право сте. Ја, например, ако гледам да го створам тоа како што треба, не се замарам
со други работи. Не се замарам денеска сообраќајка имало или комшиката ми рекла леле ѓубрето не си го фрлила. Се штитите од негативно влијание. Така, точно. Јас гледам да го створам тоа како што треба и мене тоа ме привлекува. Можеби затоа ги спојуваат со психологија, нели, за лечење и ова, меѓутоа тоа е, како да кажам, и има вистина и во тоа, ама ја мислам дека повеќе е уметноста. Така, со однос на тоа дека во медиумите го промовираме како, можам да кажем, и начин на живот, сега ги бараме и сите можности каде можеме да го имплементираме плетењето како па за тоа ве сакав да ве прашам чисто како ваш став кои се сите можности. И треба, затоа што има, например, еве ќе го спомнам пак тоа аудио книга ќе си пуштам. Например, јас гледам, пошто имам доста страници на мојот Инстаграм профил од странство. И од таму добивам идеи нормално. Не е срамота и не е проблем во воз да седнеш да плетеш, затоа што така подобро ти поминува времето. Мислите ти се окупирани со нешто убаво. Да. Токму тука е таа психологија, нели, за дека е како терапија и е терапија во една рака, ама е во иста рака и некако кантарот не можеш да кажеш ствараш, ами и е терапија. У смисол корисно потрошено време. Да. Еве, за мене тоа е корисно потрошено време. Има парчиња, например, некоја што ми се понарачка, верувајте ми дека јас со тешко срце се одделувам од нив. Нема цена која јас би ја кажала, например, затоа што тоа парче на вистина е единствено. И точно го поминало еден мој период, мене муштери, например, може стално ќе ме прашат, леле Жане, како тоа, например, нели животот носи разни бури, губиш драги личности, ти се случуваат, верувајте ми дека јас со плетењето, токму тоа што го зборувате, е така. Точно мојот дневник. Плетењето е вашиот дневник. Убаво го кажавте. Токму тоа, затоа кога ќе видите млада особа се радува на парчето од бабата, фактички она ја чувствува бабата. Не е парчето, него ја чувствува бабата. И тука е оноа машинското и рачното. Порано нашите, јас се сеќавам, мојата мајка не знаеше да плете, ама знаеше многу добро да работи со волна. Например, да ја преде, да ја чисти, да ја пере. Па тоа беше еден ритуал каде што ќе се собереа сите комшики. Па некоја плетеше, па некоја нели ја валаше волната. Јас тоа го памтам. Се сеќавам и јас на тоа време. Нели? И многу ми е интересно она што го потенциравте еве во интерес на времето уште за крај тоа да го продискутираме малку. Спомнавте дека тоа не можете да го научите од книга. Тоа не е теориско знаење каде што некаде можете да отидете во библиотека да го прочитате и да го примените во животот. Меѓутоа како се учи плетењето? Треба ли да имаш претходна некоја дарба, некој исконски порив кој што те тера да создаваш на тој начин, па го избираш можеби плетењето како медиум? Токму така. Мораш да имаш талент, што вика Новак Џоковиќ, нели? Се другото е работење. Талентот е можеби 5%, ама другото се, верувајте ми дека има многу луѓе што сакаат да плетат, ама вика само тоа правото знам. Абе човек, најди си време, ти не си свесен што можеби можеш да направиш. Токму тоа ми го покажа таа работилница во Дом на занечи со господјата од странство, дека уствари треба само да се потикне талентот. Да се поработи на него и да се потикне. И да се пара во плакарот на бабата да се извлече нешто од таму, па сам да го видиш, нели, да видиш чекала како го правела. Токму тоа е таа психологија, нели, да се смириш, ама и да те натера да размислуваш како да ствараш. Ама секое плетење. Некој плете стегнато, некој плете попуштено, пак е одраз на личен печат. Така, тоа е тоа. Ви благодарам што денеска ги споделивте сите позитивни импликации кои што ги има плетењето и во смисла на производство на една модна култура, да речам, кај нас, меѓутоа и во однос на личните придобивки кои што ги има тоа што се занимава со самото плетење, со однос на тоа дека мојата емисија се занимава и со промовирање на луѓе кои што создаваат мали бизниси од својата креативност и чисто од својата работа и од својот труд. Во опис на ова видео ќе го оставиме и вашиот Инстаграм профил каде што ќе може
гледачите да ви се обратат можеби со некоја порачка и со некој совет за плетењето. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе имам повторна прилика да ве угостам. Секако, мене ми беше исто задоволство што сепак некој се потрудил тој наш менталитет или тој наш таа наша дарба како нели жени па и мажи за плетењето, поготово од Македонија и општо Балкан, од Србија. Јас на пример познавам многу. Ви благодарам што сепак најдовте време и тоа да го дадете на едно повисоко ниво, да ја разбудите малку и љубовта, ама и свеста дека ние сме сепак народ кој ствара. Се согласувам, ви благодарам уште. Исто и јас ви благодарам на вас. Плетењето дефинитивно денеска е искоренето од употреба и освен поединци кои што се занимаваат со плетењето, ретко каде и во која средина низ Македонија може да се сретнат оние стари традиционални слики на социализација која што се вршала токму преку плетењето, кога во еден дом пријателки, соседки, роднини ќе се соберат и токму со плетењето, со кафето и со размена на некои податоци и разговори ќе уживаат токму во заедништвото. Денеска тоа е оставено само на волја на поединците, меѓутоа младите се почесто покажуваат интерес за техниката на плетењето и со задоволство ги носат парчињата кои што се изработени со плетењето. Сепак потребна е многу поголема поддршка за ова индустрија да се развие и да го доживее својот полн потенцијал на реализација токму во модната индустрија. За уметноста низ плетењето денеска говоревме со Жане Николовска и јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!